едно видео. Кој изнедари ќе се слуша и звукот, ама сакам да ми остане спомен од најубавото место на Македонија. Охрид. Нека остане вака панорамски. Си да се гледа. Вау, убавина. Градот. И од овој дел, ако сега не гледам ништо зашто сонцето свети мине, родови, луѓе, сонце и убавина. Ола! Не е од некој брод. Личи на шпиц, ама не е од некој брод. За да може да се прекршуваат поубаво брановите. Бевме првин во Света Софија, па после тоа се качивме горе во Свети Јован Канео, доле бевме во црквата Раѓање на Пресвета Богородица Мала. Од таму после се спуштивме кон центарот, пројдов тука кон некои си стари места кај што сум била кога сум била помлада. Повторно прошетавме низ центарот, низ шеталиштето, си купивме мали миниатурни сувенири, преубави мали сувенири. И сега се качивме од Декановиј срт на пристаништето во градот Охрид. Чекај, те снимам и тебе, не те гледам. Чекај, да те снимам и тебе, мамата, да фатам за сечавање. Само не гледам дали те има или те нема, вака од провизорно ќе те снимам. За мене Охрид ќе остане како град на убавината. Кој сака нека не се сложи, нека не му е така, може некој го видел Монако, некој видел некои многу поинакви, може би поубави места, меѓутоа Охрид е бисер. Охрид е вистински бисер. И треба многу да го сакаме, да го почитуваме. Водата е буквално теркезна. И посакувам на сите луѓе, целиот свет да дојдат да го видат тоа место. Види како е. Невоземно место. Дека се сеќавам на многу случки од моето бурно минато во находници. Бурно, па што ја уствари не имав некој бурно минато. Сакам да ви кажувам, може би некои смешни, полуглупи работи од мојот живот, ама не приличи на местово. Искрено кажано, од голема почит моментално нема да тропам глупости. Да, од голема почит нема да тропам глупости, зашто Охрид го одзема стил. Има многу туристи, иако е недела и е есенски ден, има многу туристи. Има многу луѓе. Тука се одржуваше некој си настан не на крводарителство, него на Црвен крст. Има многу убави продавници. Кај дај ќе го почекаме Зоки, па после ќе идеме на некој ручек или слично. А? Види го овој рајски, како се вика на аспект од градот. Види како е. Види како е. Чекај ма на малците, мола. Гледи како е. Како нема да доаѓаат овдека луѓе и да се лепат за градот како муви. Да, чекај маци. Види како е. Види го кафичот. Мислам, не е ни важен кафичот. Види како е. Немам коментар. Можам да го фатам и овој дел овде, кај што сме јаделе сиренјачиња и буреци пред 20 години на овој дел.
пред да поаѓаме на плажа. И тука се купуваат така некои гевреци, варен геврек, охридски, вамте тамте, па после се одеше на плажа. А наваму, во овој дел, во стариот дел таму нагоре, беше куќата на тој дечко што го кажувам што ме повреди. И сега знам дека многу ќе помислат као за тоа си била ти за него. Не. Оној кој што не ме знае, тоа ќе го помисли. А Господ кој што се знае, знае дека не заради него со тоа, туку тоа се преубави сеќавање од мојата младост. Нема ми само Охрид или те паѓа у несвес или не. Нас да. Чекај уште еднаш да го фатам. Делов, за да се наситувам после кога ќе си го гледам видео. Овие камења, овие чуда. Види како. Па нагоре две улички. Немам зборот. За мене Адо. Тука некој си име Леонардо. Така. За мене пиво. Скопско, да, кој има точено добро, ако не здрави. Флаша и за него некој џус од нешто. Од праска или. Па што и да има. Елегантно сум или шут? Ако ова не е подарок од Бога, не знам што е.